Добро вечер, гледате анализа. Добро вечер и за моите гости. Андреја Стојковски, извршен директор Преспа институт. Добро вечер. Добро вечер. Светлана Јовановска, мојата колешка, долгогодишна новинарка, поранешна дописничка, во Европската унија, и НАТО, и сите европски институции, конечно. И Сефер Селими, политички аналитичар. Добро вечер. Добро вечер. И веднаш на почеток, Макрон и Мерц, нивниот заеднички документ и средбите на премиерот Мицковски не значат ништо за Македонија со оглед на уставните измени, за кои има владата, премиерот. Особено за циментиран став, внесување на бугарите не без некакви гаранции и конечно уште многу барања и услови кои се на маса, но почнуваме со ова. Кое е решението? Решение може од вас, Андреја Стојковски, решение од оваа изолација. Кога има можност во пакет да влезат и земјите од Западен Балкан, конечно и Украина и Молдавија се тука. Исланд не го спомнувам, најлесно на Исланд ќе му биде. Но добро, може од вас. Сите земји од Западен Балкан, освен една, Црна Гора, за која што документот на канцеларот Мерц и на председателот Макрон не важи. Така беше кажано уште на самитот во Тиват. Да, добро, и ќе видиме како ќе изгледа сето тоа. Па, дека нема да важи за нив очигледно е, почнаа веќе да влегува во завршна фаза на пристапување, го договорија почетокот на драфтувањето на пристапниот договор, така што за нив е завршена приказната. За нас состојбата е различна и веројатно многу ризична. Би рекол ризична затоа што ако не го преземеме овој чекор, уставните амандмани сега, веројатно ризикуваме да отпаднеме целосно од сликата за пристапното проширување со државите од Западен Балкан, и тука не гледам друго решение, нема алтернатива. Алтернативата дури и на таквата забрзана интеграција, фазна, секторска, кластерска, како сакате наречете. Ние сме надвор од игра. Видете, ние ќе правиме вака реформи од реформска агенда, ќе штиклираме коцкички и ќе зборуваме за усвоени закони или стратегии, меѓутоа тоа нема да покаже никаков реален резултат и ние нема да се поместиме во процесот. Добро, околу решението, ајде добро, прво ова, потоа за решението, зашто мораме да најдеме некакво решение, некаков излез. Светлана или Сефер Селими, кој... Јас да кажам за тоа, за Мерц и Макрон. Тоа е non-paper, така? Да. Значи, non-paper, не знам, ја можам да напишам non-paper. И председателката Силјановска се оградува, и таа вели. Не, добро, ние сите се радуваме, ама да видиме што ќе стане од тоа. Се оградува. Се оградува. А, се оградува. И таа вели да го видиме документот официјално. Да, сега треба Европската комисија допрва да го прави планот и така натаму и така натаму. Меѓутоа, јас сметам дека ова е, како да кажам, они знаат дека не смеат да не остават сами на Балканот. Значи, тука се вртат околу нас, ќе биде. Го гледав тоа што се случило во Тиват, тоа не се заклучоци, тоа е... Нема заклучоци. Нема, знам дека нема, има така. Најавија дека нема да има, да. Да, ама читав што се случувало, не се случувало апсолутно ништо. Мислам, така што мислам дека Андреја е малку оптимист, али да се надеваме дека е во право. Немам... Добро, не сум оптимист со искуство. Добро, кога станува збор за ЕУ после 25 години и повеќе од тоа. Единствено нешто на кое што за кое што можам да бидам оптимист е дека ако ништо друго ќе направат работни групи од двете страни и ќе почнат да драфтуваат пристапен договор за Црна Гора. Толку. Да, добро. Значи, да се разбереме. Значи, на Европската унија со години, 20 години сигурно немала никаков успех. Ништо посебно не се случило. Значи, нејзе и треба еден успех. И Црна Гора и дава шанса да го покаже тој успех. Сега,
Проблемот за мене, а може би се лажам сега, проблемот е во тоа што Европска Унија не е спремна за проширување. Значи, они по истите правила ќе ја примат Црна Гора, они треба да се обезбедат дека Црна Гора нема да ги блокира, дека нема да е проблеми со Хрватска и така на тоа се сите тие билатерални проблеми кои што нам ни се над глава. Ние ќе мораме тоа со Бугарија да го решиме ако сакаме било што да правиме. Не знам кој е решението на Андреј, ама ја немам. Ајде, добро, ќе говориме и за тоа сега. Да, може и Сефер Селими. Дана заврши така. Па да, сега, за сега. Добро. Ајде, Сефер Селими, што велите вие? Добро, Германија и Франција се основачки земји на Европската Унија и се двете најважни, највлијателни земји во сите тие институции, секако дека non-paperот и како non-paper, која доаѓа од двата председатели на Германија и на Франција, секако дека има многу поголема тежина отколку не знам колку други non-paperi направени од Австрија, па имаше има цела редица non-paperi за оваа ситуација. Сепак, поради тоа што Германија и Франција се носители на овој non-paper, сепак може да му се дава поголема важност. Меѓутоа, за мене, ова е уште една алатка за оправдување за двете страни. И за Европска Унија, за одложување на процесот на примање на нови членки или осигурување на таа перспектива за интегрирање во Европска Унија и држање жив тој процес и да биде атрактивен се уште за... Дали со празни ветувања и зборови страна, дилемата на од друга Светлана? Тоа е одлично оправдување и за владите како нашата, за неспроведување на домашните задачи. Како прво, во целиот овој процес ние сакаме да најдеме изговор и не без причина и не дека секогаш тоа не е така, дека целата вина стои во Европската Унија. Но ние забораваме дека во овие 25 години, дури во времето кога го имавме спорот со Грција, ние губевме време и не ги завршувавме нашите домашни задачи. Не, ние се правевме, не губевме време, се правевме да не дојде до договор. Правеа. Да се иземеме од одговорноста. Меѓутоа, значи, европската интеграција е процес на трансформација натрешна во државата која сака да биде членка во таа унија и ние треба да се ги спроведуваме нашите домашни задачи. Повторно и повторно, од влада до влада, ние потврдуваме дека не сме способни тие реформи да ги ставаме во располагање или за трансформација на нашето општество. Заради тоа и ни се потребни преговори. Именно. И затоа мислам дека ние се движиме по истиот ќорсокак во кој се движевме во 10 години кога ги губевме во спорот со Грција, 20 години во спорот со Грција и влегуваме во истиот ќорсокак кој знаеме каде не води. Колку подолго ќе се движиме во тој ќорсокак, толку поголема ќе биде одстапката што ќе треба ние на крај да го правиме за да излегуваме од тој ќорсокак. Ова влада, предводена од ВМРО ДПМН, 2 години го кочи овој процес во само блокада од 2022 кога се усвои преговарачката рамка и веќе сега втора година, дополнителни 2 години откако е во извршена власт. Значи ние имаме 4 години автоблокада од страна на ВМРО ДПМН без правење на тие промени каде што ќе ги вклучиме бугарите. Еве да го иземеме Европската Унија. Решаваме дека не сакаме да влегуваме во Европска Унија. Која би била пречката? Ние во уставот да ги ставиме уште дополнително 3-4 малцинства да бидат дел од нашата преамбула и да им
да земеме одврска дека нивните права ќе бидат зачувувани и ќе бидат унапредувани. Еве, не ни треба Европска унија. Која е пречката да не ги ставиме? Има многу пречки за кои и експертите и ВМРО-ДПМ не говорат. Не, да се вратиме на простата логика. Значи, дали негираме дека има бугари во Македонија? Дали е факт дека има бугари во Република Македонија? 3500 според пописот. 1500, колку и да се. Не, во ред. Но аргументите од другата страна се дека потоа ќе излезе Бугарија со дополнителни стотици илјади бугарски државјанства. И тука веќе се проблематизира целиот процес. Дали бугарите. некој ги условувал тие да земат двојно државјанство? Или бугарско државјанство? Не се разбира, не. Дали со невлегување во Европска унија се повеќе граѓани ќе земат бугарско државјанство? И хрватско, и албанско, па и црногорско. Добро, да видиме дали тие толку великодушни ќе бидат како Бугарија. Може не, ама... Не, затоа што они немаат скриен интерес во доделувањето, давањето на... Но дали е толку лесно и на кој начин? Но нека заврши се Селими. Само да заокружам. Се повеќе, како што реков, се повеќе што се впуштаме во тој ќор сокак, за кој знаеме дека колку повеќе стоиме таму, толку поголема ќе биде цената на одстапка што ќе треба да го направи нашата држава, толку повеќе ќе во секој поглед ќе имаме негативни ефекти и во внатрешната коезија, и во надворешната политика, и во финансиската, во сите погледи. Значи, ние креираме проблем сами на себе. Значи, се ставаме во позиција, во губитнишка позиција со неправење и неотварање на преговорите. Има премногу нелогичности и во позицијата на владата, дека бара, првим беше, не знам, неколку вековен, многу вековниот идентитет на македонците. Колку е тоа? 3, 4, 5, 7, 10 вековен... Проблемот на должината не е проблем должината, проблем е што представува идентитетот. Апсолутно. Што го гради тој идентитет? Уште немаме дефиниција што е идентитет. Очигледно немаме. Очигледно Интересна немаме. држава. Не, точно. Интересна држава сме. Меѓутоа, ние очигледно немаме направена позиција што представува за нас идентитетот. Затоа што талкаме. Еднаш зборуваме за едно, друг пат зборуваме за друго и во меѓувреме губиме драгоцено време. Кој што после тоа прав е сефер, ќе ни се врати повеќекратно и ќе не чини многу поскапо. Добро, оваа изолација околу решението, ве прашав Андреј Стојковски, решението е да се внесат бугарите во уставот. Но еве, кој е решението кога владата одбива тоа да го стори? Тоа е моето прашање. Како да се извлечеме од оваа изолација? Мора да постои начин, конечно. Единствениот начин да се извлечеме од изолација е ако самите се потрудиме за тоа. Ако владата одлучи да се вразуми, што веројатно е тешко, а ако граѓаните одлучат да се вразумат, што исто така верувам дека е тешко, нема магично и едноставно решение и нема решение кое што нема да не боли. Бидејќи сакале да го гледаме тоа на еден или на друг начин, одстапката предизвикува чувство на нелагодност, затоа што сме принудени да направиме некаква дополнителна одстапка надвор од копенхагенските критериуми, иако добрососедските односи се копенхагенски критериуми, иако човековите права се исто така копенхашки критериуми, иако почитувањето на човековите права и владењето на правото се исто така дел од копенхашките критериуми. Нема единствено заради тоа што доаѓа преку билатерално прашање и спор, условно кажано,
помеѓу држава членка. Условно кажано сега. Па, видете, ние сега веќе немаме билатерален спор со Бугарија, барем не за ова прашање. Уставните измени се прашање на преговарачката рамка со Европската Унија. Да, но ветата кои се известни од Бугарија наложуваат Кои се ветата што се известни? Ветата што беа известни беа во минатото, нив ги видовме. За воиднина, јас ви гарантирам дека со оваква состојба во државава, ако почнеме преговори утре, значи вечерва мистериозно ни кажат завршила постапката за уставни измени и утре ги објават амандманите на Вие уставот. гарантирате дека нема да има никакви вета околу... Не. Добра? Ви велам дека веднаш ќе се соочиме со потенцијално вето за владење на право, со потенцијално вето за спроведување на Не судски говориме пресуди. сега за идентитетските прашања за кои говори ВМРО-ДПМН. За идентитетските прашања, видете, тоа е политички спор. Пардон, не политички спор, политички процес. Пристапувањето е политички процес. Добро, и спорот е политички. Така, меѓутоа, Да, пристапувањето како политички процес не постои нешто што може да го гарантира процесот дека ќе тече како да пуштите чешмата вода и тече вода кога има нели добар притисок. Единствената гаранција што можеме да ја направиме ние самите е ако бидеме одличниот ученик кога станува збор за спроведувањето на реформите. Не со штиклирање на коцкички затоа што сме донеле закони или сме усвоиле стратегии, туку со покажување како таквите закони се применуваат на дело и како тие реално го подобруваат квалитетот на животот на нашите граѓани. Тоа е прашање на преговорите. И таков трек рекорд, таков успех ќе биде гаранција дека во ЕУ ќе има држави членки кои што ќе го препознаваат нашето работење и ќе се застапуваат за што поскоро наше пристапување. Пред известно време слушнав една приказна од Јанез Дрновшев, од Поточник. Тој беше главен преговарач на Словенија. Доаѓа на седница на влада и ги прозива практично министрите до каде сте со работата. Во оној момент кога почнуваат да пелтечат, им вика излези надвор и ќе се вратиш следниот пат. Ако не си готов, поарно не доаѓај. Во оној момент кога ја завршува листата, вика окей, сега утре авион у Брисел, нова листа задачи за да можеме да покажеме дека се движиме и дека сакаме да бидеме напред. И на нас се сеќава, Словенија беше во втората група на држави што станаа членки во 2004-та, па успеа мистериозно да прескокне од втората во првата и да биде една од најдобрите држави пристапнички во 2004 година. Ама тоа е успех на домашното работење. Ние сакаме како мачката со опашката да ги фатиме работите и да кажеме дека еве окей имаме буквално како Скопје 2014 имаме фасада на реформи и затоа немаме примена на... Затоа се руши? Немаме примена на реформските закони. Се поплавува или се одронува и се руши на крај? Тоа е единствената гаранција. Словенија секогаш била. Јас бев млада, например, се сеќавам дека мојот маж оде во Словенија на некакви семинари. Јас од Скопје одам во Словенија, нивните дуќани преполни со разноразни река и тоа немаше. Значи, не е тоа што немало, работата било што словенските газди на дуќани знаеле што е тоа и го нарачувале, нашите не знаеле. Така. Тоа е, ти тука сте уште. Зависно од соседите. Секогаш тоа треба да се види какви соседи имате. Не знам, бевме во иста држава. Нема врска тоа. Тоа нема врска, тоа политичката култура не признава. Јас само сакам да се надоврзувам на тоа, на ова приказна, дека европската интеграција мора и може да се спроведува само ако имаме сеопфатен консенсус во државата за тој процес да може да се движи. Како се прави тој консенсус? Се прави како што е направено, например, сега во Црна Гора. Значи, двете и позиција и опозиција се согласиле дека европската агенда нема да биде дел од политичкото... Сега, политички наивни не сме. Да. Се фрселини. Знаеме дека е тоа невозможно во Македонија. А зошто би било... Видете, не е помалку поларизирано општество Црна Гора.
И во Црна Гора имате различни етникуми, имате различни политички партии, имате различни партиски интереси, имате уште повеќе поголеми битки помеѓу минатата власт, сегашната власт, знаеме како тоа се случуваше. Од огромен интерес од руско влијание, за да биде под руско влијание, има странски влијанија и странски интереси кои цело време се обидуваат да му попречуваат во патот на европската интеграција, меѓутоа има општествен консенсус за државен интерес, е ставен како државен интерес. И европската агенда, европските закони не се дел од дневно-политичкото препукување помеѓу политичките партии. Тоа е, значи ќе се седне на маса, ќе се договориме дека европската агенда е заедничка, не на една политичка партија, не на еден етникум, не на Сефер, тоа ни го зборува, јас кога почнав да следам Европска Унија, тоа беше многу одамна, кога преговара првиот бран земји на проширување, ова беше истиот муабет, може се сеќавате, дека треба опозиција и позиција заедно да седнат, да нема препукувања, да поставиме заедничка цел и да одиме ова ќе правиме. Тоа кога сакаме искрено тоа да го правиме. Истото било и во Хрватска, затоа Хрватска успеа да ги затвори преговорите и денеска да е членка на... Да го жртвуваат Санадер конечно, војните злосторници. Да, секако. Но добро, ова е друга ситуација за која сме свесни дека излез нема, освен ако нема притисок од меѓународната заедница. Ние притисокот го држиме сами себе во наш терен. Значи, со неспроведување на обврската преземена за ставање на бугарите во устав, ние притисокот го држиме сами на себе. Гледате ли колку тоа дури и со игнорирање сите европски држави се однесуваат кон овие плачање по ходници на нашиот министер за надворешни работи, премиерот и претседателката. Значи нигде не наидува на некакво разбирање. Сите им велат, ги знаете домашните работи, завршете ги тие домашни задачи, па дојдете ќе зборуваме за другите работи. Велат имаат успех. Еве заменик министер за надворешни ми беше минатата недела Зоран Димитровски на дебата. Велат имаат успех во лобирање во одредени земји за некакви гаранции. Една по една земјите ги освојуваат. Ама не знам колку по... Добро, 27 држави себе на 27-та не можеме да се надеваме на Бугарија, ама за сите останати, ако ни треба по една година... За притисок кон Бугарија. Зашто да се... Тоа е идејата. Тоа го правевме и со Грција. Со Грција? И губевме неуспешно, многу време. Да. И стално тоа се сеќавам дека тој проблем требаше да се реши многу порано и ќе беше многу побезболен. Меѓутоа, они сите правеа притисок по земји членки за да се врши притисок врз Грција сега врз Бугарија. И да видиме сега, не знам, ама не ми звучи баш. Не очекувам промена од причина што промената треба да дојде преку промена на преговарачката рамка. И вие се обидувате сега да промените преговарачката рамка со тоа што ќе го изфрлите договорот за добрососедство со Бугарија и вклучувањето на бугарите во уставот, или ќе вметнете некаква гаранција. Ама тоа значи отворање на преговарачката рамка и согласност на 27 држави во два наврати. Прво за отворање на преговарачката рамка, тоа значи дека Бугарија нема никогаш да се согласи. А еве да се согласи, која е гаранцијата дека резултатот на таквото отворање на преговарачката рамка нема да донесе нови услови од други држави членки? Многу полоши можеби. Не, можеби не такви како по идентитетот кој би удриле. Не такви како со Бугарија, ама некои кои што ќе бидат многу посуштествени и ќе значат многу по тешка работа за испорачување. Може и ние ќе треба да се откажеме од некого како хрватите од Санадер. Може. И ќе треба. И ќе треба, па ако гледаме на процес на борба против корупција, веројатно ќе треба. Ние продолжуваме да зборуваме за... Ние имаме две приказни. Како прво што се однесува за Европската унија. Една приказна
која сака да не убедува дека ние правиме се што можеме за да бидеме дел од Европската унија, но еве други Но правиме се да не станеме дел. А од друга страна правиме да. се што не треба за да не можеме да унапредуваме кон тој процес. Значи, ние го имаме најлошиот извештај од Европска комисија во последните 10 години добиено во 2025. Корупцијата во високата корупција, правната држава, животна средина, конкуренција на пазар. Значи во сите поглавја, во сите елементи ние назадуваме. Немаме никаков успех. И на крај викаме дека Европска унија и Бугарија ни се криви што ние не можеме да напредуваме во спроведување на европскиот сон и нашата стратешка цел. Владата не признава дека, напротив, вели дека реформите се најдобри, како велат дека се фронт ранени. Да, но во тој пакет на земјите од Западен Балкан дека се најдобри, вклучувајќи се, разбира, трети по економски раст во Европа. А Србија е прва. Вучич. Што велите за предлогот на 5 земји од Европската унија привремено да се ограничи правото на глас? Тоа се 5 земји. Овој документ доаѓа од Reuters, Германија, Франција, Холандија, Белгија и Луксембург. Па може да се откажат од правото не знам, на глас. Сега зависи, знаете, сега сите тие работи се влезени во преговори помеѓу земји членки, како ние рековме дека Европската унија треба да се реформира за да може да прими нови членки. Затоа што тоа го зборува уште 2020. Одамна е оваа идеја, да. Старата Европа и новата Европа. И они никако да направат план и да речат еве сега ние ќе се реформираме затоа што сакаме да се обединиме со Балканот. Но ние слушаме дека Балканот е дел од ќе биде дел од Европската унија, но не сте виделе ништо. Добро, тоа го слушаме со децении. Да. И за тоа нема нов наратив. Тоа е тој. Да. Јас во Брисел не гледам, имаше пред 2021-2022 имаше невладини организации, think tankovi кои праеа планови и изрегуваа со нивите, дебатираше за нив и така натаму. Тоа полека исчезна и сега ние не знаеме што прават они. Сега они излегуваат со предлози како на новите земји членки да им се забрани да прават ова или она. Добро, и тоа е окей, ја не знам точно што... Ова е како привремено, така е пласирано како привремено решение. Ама треба Европската унија да седне и да каже ние се реформираме за да можеме да се прошируваме. Проблем е што нив сега им се брза да се прошират заради Украина, се разбира. А тоа нема кога, мислам, ја не знам како они тоа го замислат. Слушам дека Урсула ван дер Лајен рекла дека 2028 ќе влезе Црна Гора. Како? Тоа е задутре. Не ми е јасно. Сам не знам, ако знаеш да ми објасниш. Не мислам дека се спремни за било која држава за проширување. Не мислам дека се спремни за проширување. Ова на Александар Николовски идејата за која сакав да разговараме се согласувате. Министерот за транспорт кој вели едноставно не мислам дека мислам дека се спремни. Он не се вика тоа така, ама како што го кажува Андреј. Мислам дека не се спремни за проширување. Единствено што знаат е дека Украина ги чини многу во поддршка одбранбена, безбедносна, развојна, секаква, ги чини многу. И ако ги земат сите овие пари на едно купче и ги споредат со она што ќе треба да го вложат во Украина по пристапувањето на Украина, на нив им се исплати Украина да стане што поскоро членка. Затоа што со тоа го решаваат прашањето безбедносно, станува членка на Европската унија и тоа е веќе околчен простор, освојување територија некаква. Парите кои што ќе ги вложат
после пристапувањето во членство, се исти со оние пари што треба да ги даваат сега. И за тоа им е јасно и се спремни. За се останато, Да. не се подготвени, затоа што ако Сосема се Унијата, согласувам, ако Унијата била подготвена за сега да станеме ние членки, со овој нон-пейпер на Макрон и на Мерц, тогаш зошто не би била подготвена во 20-та, кога имавме, или во 2019-та, кога Макрон бараше нова методологија за проширување, или во 2019-та, во јуни, кога Меркел викаше чекајте неколку месеци да видиме како што ќе туркаме. Значи, не зборуваат за внатрешна реформа, до сега зборуваат цело време, до ковидот зборуваат цело време за тоа дека Унијата треба за да се подготви за пристапување на нови држави членки да се реформира внатрешно. Прво да се реформира, па подоцна да говори за И тој моабет исчезна заради Украина и мене ми е јасно, затоа велам дека они сакаат, подготвени се, можат веднаш да го решат. Само за Украина? Не можат Која е вашата идеја? Не можат да го направат тоа само за Украина. И токму поради тоа во овој пакет би влегла ли? Веројатно, по некое инвентивно решение за Молдова, за Западен Балкан, односно за останатите држави освен Црна Гора, ова е проширувањето многу долго време е политика на контейнмент, задржување, стабилизација, многу повеќе одошто пристапување во closure, затворање на процесот. Нема затворање на процесот. И они се подготвени преку таквиот контейнмент да го задржат овој регион. Сега веќе можеле да зборуваме политички за термин Централен Балкан, затоа што Црна Гора ќе оди во Унијата, Албанија е поблизу, па ако останеме само ние ќе бидеме Централен Балкан. Да го задржат преку должината на некаков процес, преку нудење на фазна интеграција, секторска интеграција и што уште не, која што не зборува како ќе преминете од една во друга фаза, кои ќе бидат точно утврдените репери, дали тие фази некогаш ќе завршат со членство или не. И затоа велам дека они веројатно не се подготвени за прием на други држави членки. Освен овие за кои говорите, Украина, Украина, Црна Гора, можеби Молдова преку ова инвентивно решение за кое што зборуваат се почесто. За останатите држави Албанија е надвор од овој пакет? Па не, ја мислам дека не. Ама и не е. Ама и не е, затоа што премногу е близу за да можеме да кажеме дека е целосно надвор. Прашањето е како оваа фазна интеграција ќе изгледа, дали тоа ќе биде само задржување. И они во меѓувреме ги научија сите лекции од Унгарија, од Словачка, од Чешка и така натака. Посткомунистичките земји и затоа се зборува. Сега овој Тор non-paper не сме го виделе како документ, ама од 5 држави со предлозиви и со барања да се скрати правото на глас и така натаму, ми наликува на некаква подготовка за некакви внатрешни преговори и политичко усогласување околу тоа како треба да изгледа Унијата по приемот на новите држави. И мојата теза беше и минатата недела и предминатата недела дека ние треба да инсистираме, како Северна Македонија, од Унијата, договорот за пристапување на Црна Гора да биде договор за реформа на основачките договори. Бидејќи тоа може, правно е возможно, изводливо, и ако они имаат согласност за приемот на Црна Гора и за тоа како они замислуваат дека треба да изгледа Унијата, треба да го стават во тој договор, затоа што тогаш и на нас ни станат некои работи малку појасни и ќе знаеме кон што целиме. Немам проблем, како граѓани на држава, одреден период да бидеме под малце посериозно наблюдување, затоа што знам како ги правиме. Не, вие добре да велите на наблюдување, немате проблем, сигурно. Ама тоа може и да се споменува. Ги охрабрувате и посакувате, да има. Ама ќе станеме членка на Унијата, да се разбереме. Па и не мора. Конечно, се извинам, се Фрселиме. Членство без право на вето не е ништо трагично и мислам дека по мое видување е многу логично.
дека постепено треба да стигнеме до тој статус за да се стекнеме со правото на вето. Првен да покажуваме како знаеме да се однесуваме како држава во толку моќен сојуз, каде што се носат буџети од милиарди долари и да се стават во прашање вие да ставите вето и да блокирате процеси, а вашиот капацитет е неспоредлив со најслабите држави кои се внатре во Европската Унија, е логично по мој. И може да наликува и со процесот кога вие станувате членка на Европската Унија, но не сте дел од Шенген зоната. Значи, има еден одложен процес каде што вие треба да ги постигнете дополнителни стандарди за да бидете дел и од еврозоната, но и од Шенген зоната. Така да, тоа апсолутно не е ништо страшно. Меѓутоа, сепак овие аргументи многу повеќе се користат како оправдување за лошите резултати и извештаат на Европската комисија. Да, и не е точно дека ја мислам дека има скептицизам во одредени земји кои се на некој начин повлечени во тој екстремниот десничарски идеолошки пол, кои креираат некакви ксенофобни политики и кон проширувањето, меѓутоа процесот не е мртов. И тоа е Црна Гора е доказот дека процесот е жив, се продолжува, можеме да се движиме и Албанија од друга страна почнува втората фаза на завршување на преговорите со Европска Унија. Ќе ве прашам за Албанија. Ги има. Добро? Да. Подоцна. Да. Добро. Но одиме сега со реклами. Останете со нас. Добро, се враќаме во анализа. Сефер Селими го прашав околу Албанија и можеме зошто Албанија не влегува во пакет со Црна Гора. А имаше такви најави, особено Еди Рама. Беше прилично еуфоричен. Па, видете, мислам дека Албанија е некако на некој начин многу близок до нашиот пример, било тоа во внатрешен план, било тоа во надворешен план. Знаеме дека и Албанија ќе треба да направи одредени отстапки и компромиси со Грција. Грција му стои на врат на Албанија. Значи, а и сега и граѓаните му стојат на врат на Еди Рама со протестите. Има граѓански протести кои се одвиваат веќе 10-11 ден поред. Во еден дел се доста во право, во друг дел се изманипулирани, но како да е, тоа е внатрешно прашање. Околу Трамп, веројатно изманипулирани на тоа мислите, добро? Зашто не се само против Трамп тие протести? Така стана тоа и сега се одвиваат протестите, како што знаат, некогаш излегуваат од контрола веќе и почнува тоа, веќе не можеш да го контролираш. Насилство мислиш? Насилство? Не мислам само на насилство, туку мислам на тоа дека таму веќе имаше многу добро опишување дека протестите станаа црква и џамија за политичка молба, каде што секој си иде со своја молба и со свој проблем излегува на улица. Таму имаш и марксист-ленинисти, имаш и крајни десничари, имаш и амбиенталисти, имаш и феминисти. Значи, ако не е организирано од една партија, тоа е нормално. Да, и сите си идат со своји барања и со своји поплаки и со своји очекувања за придобивки од тие протести. Но секако тоа ќе биде предизвик за владата на Еди Рама. Но од друга страна, како што кажав, ќе треба да се направат отстапки, но тоа што го гледам јас во владата на Еди Рама и како приоритет на самиот Еди Рама е силно обврзување за спроведување на сите очекувања за реформи што се однесуваат во процесот на евроинтеграција, и тоа го видовме и на дело. За 13 месеци успеа да ги отворат сите
поглавја на преговори и во текот на една година успеа да ги постигнат сите бенчмаркови помеѓу преговорите. Сега влегуваат во завршна фаза за почнување на затварање на поглавјата на преговори и се амбициозни дека до крајот на 2027 ќе успеат да ги затворат тие преговори, која беше и прифатено и на некој начин охрабрено и од Европската комисија, и од Европскиот совет, и од председателот Коста, и од Ван дер Лајен, и од сите други челници на Европската унија. Амбицијата е таму, има ентузијазам и има посветеност. Албанија има не го срушат Еди Рама граѓани. Како и да е, во таму мислам дека во поглед на Европската унија мислам дека нема да има некакви отстапки од било која влада да доаѓа. Има премногу јак тим на преговори, експерти кои имат слободни раце да си ја направат својата домашна задача и значи албанскиот парламент веќе мислам дека има општ консенсус што се однесува до европските реформи што треба, европските закони кои треба да се гласат и мислам дека во моментов има над 130 закони кои се во процедура за промена и усогласување. Прилично амбициозно, но како ќе заврши? Да, ќе треба да видиме и самиот Еди Рама, значи тој е свесен и не бега од тоа дека Европската унија е непредвидлива. Нели рече дека само непредвидливи се само Бог, секс и Европска унија. Тоа му беше својата изрека што свесен е дека амбициозно е, може да се одложува, може да не се случува, може да излегува некоја пречка, припрека, да се одложува процесот, да не се реализира. Меѓутоа он вика тоа што е моја задача, домашна задача, јас ќе го направам и ја стојам чврсто позади европската агенда и тоа е топ приоритет на Албанија и на мојата влада. Тука тоа не го гледам, не само што не го гледам, туку ние се обидуваме да ставиме пречки сами на себе си. И таму каде што не постојат, си ги поставуваме за да се сопнеме по патот. Да. Добро, доколку започнете со работа, конечно. Треба да започнете со работа, па да се соочувате со пречки. Па најверојатно и овој non-paper, иако не сме го виделе, пристапот до коезивните фондови, до структурните фондови ќе биде поврзано со преговорите. Се разбира. Вие треба да бидете во процес за да можете да профитирате од тој процес. Ние си седиме на страна, си викаме, бараме гаранции за да влеземе во игра дека ќе победиме. Добро, Мицковски вели, ајде Андрей Стојковски или Светлана, добро, се извинувам, завршете цифрите. Само сакам да викам, тоа е на некој начин, вие сакате да влезете во надпревар и некој да ви гарантира дека ќе победите. Да. Добро. Гаранција дека ќе победите сигурно. Да, добро. Да. Кој би сакал околу премиерот Мицковски кој вели дека земавме најмногу пари конечно од сите земји од Западниот Балкан, не сме има да заборавиме. Не е точно, воопшто. Да. Колку сме во економскиот раст. Пари сме зеле, ама тоа што го зборува Мицковски, јас повеќе од половина не верувам. Особено кога се работи за Европската унија. И не знам, да се вратам на Бугарија само кратко. Добро. Значи, Бугарија е сосед. И ние цел живот сме биле покрај Бугарија и таму и ќе останеме. Значи, ние мораме да најдеме начин да разговараме со Бугарија. И тоа, не знам како не им е јасно на луѓето. Дали е уцена, дали е неуцена, значи, треба да се промени речникот прво. За да можеме да градиме нешто, да воспоставиме диалог, да воспоставиме врски. Ние врски имаме, граѓаните одат, бугарите доаѓаат, мислам бар така беше сега, не знам, предпоставувам и денес.
што сакате повеќе врски, 400.000 граѓани имаат бугарски пасош. на пример. 400.000. Па последните Стан информации 400. велат дека 400.000. Од каде е оваа информација? Јас за Некаде 100.000 во знаам. медиумите. Постојано се манипулира со некакви Еве 200 бројки. нека се. Не, Еве еве и 100 и да се. 100 да се, и Да. 100.000 да се. Да. Тоа е сепак оваква озбилна врска помеѓу Бугарија и Северна Македонија. Не, точно е Многу тоа. студенти има од Источна Македонија кои Одат студираат таму. Да, но не оди во прилог тоа на Значи, на мора да тезите се на направи владата. начин да се има диалог. Да, мене тоа не ми е јасно. Значи, они со тоа одење, председателката оди во Бугарија, не знам да одат посети. Бугарите не доаѓаат многу навама, така? Мислам, не сум видела. Беше Јотова И кога беше нашите не ВД идат председател. таму, пошто само на билатерални вакви форуми на Не, одат нам, одат на Но нека мултилатерално. тоа резултат Да. нема, се Човечки едно. односи се тоа. Да. Не Да. е само политика. Па видете, многу добро, многу ви е добра тезата. Значи, секако дека не можете да бирате кој ќе ви биде комшија, Па, сигурно. сосед. Значи, тие биле тука, ние сме тука, имаме заедничка историја, немаме заедничка историја, имаме И добри, без разлика светли... дали има Европска унија или не. Да, без разлика, секако. Но вие не можете да очекувате дека ќе ги подобрите односите, а од друга страна да викате бугари во устав е предасо. Речникот мора Речникот да мора се да смени. се смени. Апсолутно. Ова за речникот се согласувам Главно. во целост. Во јавниот дискурс е затруен со лажен патриотизам. И антибугаризам. Така, говор на омраза не само од овде кон Бугарија, туку и во Бугарија кон нас. И она што ми недостасува е да видам, ако ништо друго, барем од наша страна, лидерство, визија, пример, осуда за таквиот говор на омраза. А станува збор за луѓе кои што некои од нив барем се блиски до политичките елити. А некои имаат и пасоши, да не заборавиме. Апсолутно. Ве молам, И сега- бугарски пасоши во владата. Македонска. Па тоа не... Значи сигурно вака, сме? да зборуваме кога тој со бугарски пасош во владата вели дека таа Министерка, говориме она за министерката Божи. таа се уште не го кажала ова, меѓутоа кога незината партија и владата вели дека е предавство внесувањето на бугарите во уставот под бугарски диктат, тогаш тоа е хипокризија. Се разбира, што барава влада. Апсолутно, тоа е хипокризија. Од друга страна, било кој државјанин на оваа држава може да има државјанство и од друга држава, и тоа не го прави помалку државјанин на Македонија. И верувам, или би сакал да верувам, дека не го прави, не ја намалува неговата љубов кон државата. Вложеност за државата. Затоа што, побогу, овде живееме. Точно е дека некој има и друг пасош и може да отиде на друго место да живее, ама тоа е затоа што државата му го возможила. И јас за тоа не би сакал да зборувам. Ајде околу растот и... Сакам да се вратам на реформската агенда, Добро, сме добиле, колку пари сме добиле. Тие дилеми кои беа презентирани. Парите кои што се предвидени согласно принципи и критериуми кои што се јасни, цел живот биле такви. Да. Територија на државата, бројност на население, што знам уште што се не. И сега, ако тргнете само од територија и население, веднаш ви станува јасно дека во Црна Гора, со толкава територија и со 600 и кусури илјади жители или колку веќе има, секако дека ќе има помалку пари за Црна Гора од што има за Македонија. Истото важи за Македонија визави Албанија. Албанија има поголема територија и има повеќе население. Ако едноставно е да се провери дали сме фронтранери или не сме, на скорбордот на Европска комисија ќе отидете и ќе искликате
која држава сакате да ја видите, кој рок од имплементацијата на реформската агенда сакате да го погледате и на крајот ќе ви покаже колкав е целосниот скор на остварени чекори. И ќе видите дека фронтранери? И ќе видите дека не сме фронтранери. И ќе видите дека не сме фронтранери. Не на крајот, знаете како, убаво би било кога ќе се обврзете, тја реформската агенда е наш документ на владата. Владата го подготви и го предаде таму. Прво беше дека не беше добро подготвен, па после тоа го подобрија актуелната влада и го поднесоа финално, одобрен беше. Да. И сега имплементацијата е на некои приоритети кои што сте си ги утврдиле самите за себе. Едноставно речено, мора да се погрижите да ги направите работите за кои што се обврзале. Она што ние го правиме е дека работите за кои што сме сработиле, вообичаено станува збор за пари кои што се заеми, не се неповратни средства. И тоа е малку нелогично. Значи, сакате да добиете нешто повеќе. Реалните работи не се променети. Имаме уште многу малку време до завршувањето на имплементацијата на реформската агенда, уште година и половина, а сега на крајот на месецов, да не го заборавиме. на крајот на месецов, не само што имаме нов рок и нови мерки, него имаме едно чудо мерки кои што стојат во грејс период, кои што треба да бидат испорачани сега. И меѓу другото, ако не ги испорачаме сега, ги губиме парите во целост, а работата да биде пострашна, има многу мерки кои што се однесуваат на владење на правото, па расипувате дополнително копенхашки критериуми со... Не е пострашно. Тоа е добрата вест. Тоа е добрата вест. Да беше страшно, тоа ќе се сработеше. Но ме интересира, при крај сме, имате ли информации Арбен Фетај? Секогаш велам каква иронија е тоа вице-премиер за добро владење, тој човек имаше информации дека не оди на работа, иако премиерот Мицковски рече од каде па вие знаете дека не оди на работа. Слики пуштени од самиот Арбен Фетај во тропските плажи во Филипини. Да. Во Филипини сте се браво. Или каде беше на Тајланд таму. Да. И неговата нова позиција и функција ќе биде некаде во Брисел. Не се знае точно дали Европската унија, комисија, парламент, НАТО, специјален представник на Македонија во Брисел. Тоа е таа функција. Се знае ли што ќе работи? Тоа е моето прашање, дали Сефер Селими има повеќе информации. Да, те молам. Ја имам само информација дека тој ќе се враќа во печалба во Брисел, меѓутоа сега каде што дојде, да. Но сега ќе печели од нашите пари. Нема да работи таму, ако се вистините овие информации дека ќе биде специјален представник на нашата влада. Да, од страна на премиерот, но јас ова повеќе го разбирам како трансакција за спроведеното од страна на... Што? Па му направи голема услуга во процесот на излегување од Арбен Таравари од влада. Тој остана во влада, му го расипна политичката партија или таа внатрешната кохезија на Арбен Таравари и тоа е трансакционално од страна на Мицковски. Наградата за Арбен Фетај. Да, секако дека да. И ако тој не остана во новото структурирање на Влен, меѓутоа тој си ја заработи таа специјална позиција. Да. Како ја заработи? И што тоа значи всушност? Тоа, да, така функционира Македонија. Политичка трансакција. Да, знам. Колку и тоа оштро да Не, звучи. добро сме имали специјални представници во Брисел, ама било за други работи, мислам. Лазар Илиновски беше исто така специјален. Представник за Никола НАТО. Димитров, да. Не беше Никола Димитров во Брисел? Беше и еден период Дејан Ѓорчевски Никола беше. Димитров. Да. И Дејан Ѓорчевски. И Дејан Ѓорчевски, точно, да. А ова не знам, мислам, ја ова прв Но пат го... нивните резултати ги гледавме. За Лазар Илиновски не сум баш сигурна.
Дека знаевме што се сработува. Да не речам дека немало резултати, ќе речам дека не се сеќам. Да, во тој период бев дописничка од Брисел, кога беше Никола Димитров, специјален представник. Што велите вие за Арбен Фетај, Андреја Стојковски? Немам... Какви се тие политички трансакции за кои говориме? И како функционира Македонија на тој план? Тие награди... Видете, не функционира само Македонија така. If you scratch my back, I'll scratch yours. Или ако ти на мене, како беше, Сердаре, јас тебе војвода. Неодење на работа. Видете, оваа ситуација е прилично деликатна. Се работи за неодење на работа, за кое се сомневаме дали воопшто се земало и плата. Никакви докази и документи не беа покажани од страна на владата за да докаже дека ако не одел на работа... Постои некој истражен орган во владата или надвор, не знам. Не, постои обвинителство, под допрен глас би можело да прави истрага. Или антикорупцијска комисија, конечно да се заинтересира. Сакав да кажам дека не е Македонија единствен пример за вакво кога говориме за реформите, политичко поддржување или клиентелизам, не знам како да го наречам. Питер Менделсон во Обединетото кралство требаше да биде амбасадор во САД заради тоа што беше близок до партијата. Говориме за сосема друг профил на човек за кој тебе и Сефер Селими кажа прецизно зошто не, кои се доказите зошто не одел на работа. Сите тие фотографии ги видов. Значи тоа е проблемот. Единствениот момент кој што го гледам онака сериозен, значи не можеме да не е нашата позиција за да ние можеме да го спречиме неговото јавување, иако има такви кои што може назначување, иако има такви кои што можат тоа да го сторат. Кредибилитетот кој што ќе го има како специјален представник, откако бил вице-премиер во влада, во која што не одел на работа, не знаеме дали земал плата, ама бил назначено именувано лице. Да. Ако ние го знаеме и амбасадорите го знаат тоа. Владење на правото, вие инсистиравте дека тоа се тие услови и критериуми копехашки конечно. Тоа е моментот во кој што ќе треба да си го постави како прашање премиерот, министерот за надворешни, владата цела, дали кредибилитетот на таквиот специјален представник ќе биде соодветен и дали тоа нема да значи нарушување на угледот на нашата држава во целост. Ако воопшто има углед. Ако воопшто има. Да. Јовановска, сакате да... Не, се согласувам, јас не го знам Арбен Фетај. Не го знае никој, тоа е проблемот главен. Што ние не видовме отчет ни што сработил. Конечно. Да, мислам дека ако ниту имавме информации из тие 2 години. Дека е тоа официјално соопштение од влада дека он ќе биде специјален представник во Брисел. Имаше официјална таква изјава. Владата треба да објасни што ќе му биде мисијата. Мислам, не знам, ние да не биде како на времето Мартин Треневски, например, беше пратен во НАТО, амбасадор во НАТО, за да го реедуцира НАТО. Да, па такви изјави даваше Треневски, Он во таа мисија не успеа, сега не знам, навистина е чудно. Ја, крај сме, благодарам што бевте гости. Благодариме за поканата. Благодарам што не гледавте. Пријатно.